Здраво на сите, добре дојде на Здравко Савевски на каналот Татунчо. Пред да започнеме со прашањата, јас сакам да кажам дека подолг период се договаравме со Здравко Савевски и конечно се договоривме за овој интервју, на што јас сум многу благодарен. Морам да кажам на почетокот дека е многу веројатно дека ние немаме исти ставови за се и за многу работи можеби не се согласуваме, но демократска вредност која што јас ја негувам да моите соговорници можат да се искажат и докажат и кажат се што мислат и сето тоа нормално во рамките на пристојното и интелектуалното достоинство. Здравко, бидејќи во денешно време се мешаат многу поими, левица, десница, центар, за мен, например, кога истражувам што е левица, и марксистите се лево, и комунистите, и болшевиците, и социјалистите, и социјалдемократите, и либералите. Твојата конкретно лева идеологија како ја дефинираш? Да, за жал во Македонија, како еден од резултатите на ниската интелектуална дебата и ниското ниво на нашите интелектуалци, граѓаните имаат доста конфузна слика што представува левица, центар и десница. А едноставно е многу едноставно работата и може веднаш да се добие генерална перцепција која е точна. Значи, левицата во принцип има врска со зголемување на нивото на равноправност во општеството и е примарно насочена на социјалните прашања. Значи, клучното за определба на сегментот од политичкиот спектар е доминантната ориентација, доминантниот фокус на политички интерес. Левицата има доминантен политички фокус на социјалните прашања. Центарот има доминантен интерес на зачувување на статус квото. Десницата има доминантен интерес на националните прашања. И сега многу е едноставно. Значи, доминантниот интерес. Не било која тема. Ако некој спомне нешто на одредена тема, тоа не го прави дел од одреден сегмент на политичкиот спектар. Сега веќе ќе поедноставувам. Значи, ако една националистичка партија има одредена социјална мерка во програмата или еколошка мерка, самото постоење на таа мерка не ја прави нејзин дел од левицата. Значи, примарниот фокус, она за што одредена партија или идеологија најмногу се интересира, бидејќи во современото живење политичките партии мора да имаат ставови по сите прашања. Но, некои прашања се доминантни за таа партија и вложува голема енергија, додека за други прашања се само така, колку да се речи дека и ние нешто имаме што да кажеме. Не сваќате? Така. Да. Инаку, ако мерило е, да речеме, постоењето на одредена социјална мерка или, например, кога некоја партија е на власт и прави некоја социјална мерка, ако толку низок е критериумот за утврдување дека некој е левичар, тогаш сите, буквално сите, ќе бидат на левицата. Значи, тогаш нема да постои центар и десница. Ќе има само левица. Не сваѓате, затоа не е едноставното постоење, некој нешто кажал на таа тема, значи е тој левичар. Туку мора да биде примарниот фокус, интерес и приоритет насочен на социјалните прашања, за некој да може да се квалификува за дел од левицата. Еве сега, една политичка партија во модерен контекст, значи во демократски услови, каква економска политика протежира ако е станува збор за левичарска партија? Тоа веќе е прашање на делови од левицата. Значи, например,
може одредена партија која е дефинитивно левичарска да се стреми за поголема социјална правда во рамките на капитализмот. И тоа е она што историски се дефинира како социјалдемократија. Или таа партија може да смета дека капитализмот сам по себе има доста недостатоци и не може да се воспостави доволно социјална правда во рамките на тој систем и дека мора да има трансформација. И тоа е она што се вика во модерен дискурс радикална левица или исто така социјализам или комунизам. Така, ајде сега една малце по-конкретна тема која што е актуелна деновиве. Дали со пресудата за делата кои ве оптужуваа се чувствувате предаден од шарената револуција, односно дали револуцијата ги јаде своите деца и во овој случај? Да, две тези тука постави. Прво околу нашиот судски процес. Значи, на нашиот судски процес, кој беше игнориран од медиумите цели 5 години, односно откако тие медиуми под контрола на ССМ не гледаја политички интерес да известуваат, заврши со тоа што нас не осудија. Но, не осудија само нас, ја осудија и шарената. Не револуција, бидејќи таа не беше револуција. Значи, ја осудија шарената. Зошто ја осудија? Ако имаше медиумски интерес, ќе се забележеше дека судскиот совет, што не осуди, не ги интересираше нашето индивидуално учество во настанот. Она што тие успеа да си го докажат, без да ни дадат право на збор, буквално, значи бевме лишени од правото на одбрана. Значи, она што тие си го докажаа е дека има нанесено штета врз тој објект поголема од одредено ниво што квалификува кривично дело во дадениот случај. И второ, си докажаа дека ние, што е точно, учествувавме во тој настан. Значи, протестиравме. Индивидуалната наша вина не се стремеа да ја утврдат. И затоа, не само што е прекршено нашето право да се браниме, туку процесот се претвори од осуда само на нас во осуда на протестите. Значи, на шарената. Но СДСМ уште од кога дојде на власт, она што гледаше е да ја уништи, да ја згази, да го згази духот на шарената, без разлика колку тој да беше крајно умерен. Значи, немаше никакви револуционерни цели, немаше дури ниту радикални цели. Тоа движење се стремеше да ја направи малку по-нормална нашата држава. И сега, значи, одеше да ги разочара луѓето од шарената, бидејќи големата придобивка од валкањето на шарената од страна на СДСМ беше пасивизација на граѓаните. А пасивизацијата на граѓаните е нешто што е благодет за било која влада. И затоа свесно го работеше тоа. Свесно правеше злоупотреби на власта со кои ќе го уништат духот и ќе ги разочараат луѓето од протестите. Овде ми дојде едно подпрашање кој што го немав подготвено. Ми се чини дека вие како шарени немавте доволно потребна вредност. Ке направиме една паралела. Вие влеговте во еден објект кој што не представува институција, затоа што тоа беше канцеларија на председателот, во која што председателот не извршуваше својата должност. Од друга страна, 27 април имаше упад во собранието на државата
имаше упад во собранието додека пратениците ја вршеа својата функција пратеници, имаше напад на пратеници, што де факто е напад на самата институција. И гледаме дека луѓето кои што го организираа тоа или го овозможија тоа имаа употребна вредност и поминаа многу полесно од вас. На 27 април доста луѓе поминаа многу потешко од нас. Гледајте, јас не го имам анализирано и не сум правник за заклучам околу дали казните се соодветни за 27 април. Она што дефинитивно не држи е дека тоа беше терористички напад, за што мислам дека се гонети одреден број на луѓе. Но во секој случај не може, и спомнавте една од основните причини зошто не може да се спореди она што се случи на 27 април со она што се случи на 13 април една година претходно, бидејќи во едниот случај имате не само напад на една институција како собранието, а тука имате само една канцеларија, туку и таму имате напад врз луѓе, а во овој случај нема напад врз луѓе, но пак јас ќе кажам, иако не сум правник, тоа со тероризам малку нема баш некоја основа и мислам дека повторно тоа си е во голема мера исполитизиран процес на судење кое и во нашиот случај продолжи, и во случајот на 27 април продолжи, во многу други случаи продолжи и остана исто. Значи, во тој дел шарената не успеа, тоест во сите делови шарената не успеа, но и во овој дел, но пак јас ќе кажам, од гледна точка на СДСМ, целта беше шарената да не успее, нивната цел беше да се злоупотреби шарената за да дојдат на власт и тоа да го направи. И она што нас не ни успеа тогаш како левица, е да ги убедиме луѓето дека целта само грујо да не биде и друго ништо не интересира, не гарантира дури ниту минимални промени на државата кои тие луѓе сепак некако сакаја да ги видат, да речеме. Значи, едноставно, во тој момент, за жал, ако некој подсетеше дека Зоран Заев е аболициран политичар, обвинет за криминален, за трговски, за стопански криминал, веднаш во следниот момент се кажуваше дека тој одработува за СДСМ. Значи, не ќе да ги видат фактите и за жал тоа нужно одеше во насока на замена на една корумпирана власт со друга корумпирана власт. Па така, предпоставувам дека за секоја опортунистичка власт кога ќе наследи добро организиран систем на владење, во нејзина корист е да го присвои само, а не да го замени. Недоста со искреност, предпоставувам. Сега го спомнавте случајот на Зоран Заев дека е аболициран, и ние такви аболиции имавме и претходно, особено да речеме ќе ги спомнам тука, ќе спомнам аболицијата на Доста Димовска, која што беше аболицирана токму заради такви слични некои работи, значи прислушкувања, следење на политички опоненти, а тогаш немаше таков бунт на улиците. Сега ќе ми простиш за провокативното прашање, кој стоеше за черната револуција за да биде толку масовна и толку обемна во својот опфат? Значи тоа што го направи Ѓорги Иванов тогаш со редица аболиции не беше преседан, значи имаше претход, односно имаше преседани. Значи не беше прв пат, а таков масовен, да речеме, бунт против тоа беше прв пат, така со шарената револуција. Значи, конкретното прашање, кој стоеше зад неја? Сепак беше, иако имаше претходни случаи на прислушкување, а што беше една од причините Зоран Заев да ги објавува бомбите, сепак она што го направи Ѓорги Иванов беше во обемот значително поголемо, бидејќи тој планираше да аболицира
50-тина, ако не се лажам, политичари, а тоа е огромна бројка. Одеднаш имате суспензија на владењето на правото. И одреден број на луѓе беа мотивирани, искрено мотивирани да протестираат поради таквото анулирање на принципот на владење на правото. Шарената имаше повеќе корени, да речеме, повеќе патишта како од луѓето доаѓаа на тие протести. Значи, во претходните години имаше сериозен удар врз животниот стандард на граѓаните. И тоа кулминираше де факто со протестниот бран кој започна уште од 2012 година со протестите против поскапувањето и продолжи и се влеја во шарената во 2016 година. Имаше сериозна загриженост кај одреден друг, кај либералниот дел од спектарот, од дополнителниот пат на демократијата и владењето на правото. Исто така, и сега, дали имало финансирање или немало финансирање на шарената од странство. Ова, за жал, ние немаме доволно информации во овој момент да можеме да тврдиме нешто, но постојат индикации дека нешто се случувало зад кулисите, бидејќи Никола Груевски од форматот на голем реформист, кој го имаше во меѓународни кругови, одеднаш преку ноќ стана диктатор. Ние си го знаевме Никола Груевски каков е, но сега зборувам за меѓународната перцепција на тој човек. Значи, скоро преку ноќ истиот човек, правејќи исти работи, одеднаш од голем реформатор стана малтене диктатор. И сега, што ја предизвика таа промена на перцепцијата? И втора работа, Никола Груевски во тој период срамежливо спомнуваше дека бомбите Зоран Заев ги добил од некоја странска држава. При тоа не ја именува таа странска држава, што е многу важно. И сега, ако да речеме, и сега сето ова само го кажувам на логичен след на станите, а нормално, за жал, никој во овој момент нема аргументи да тврди било што. Значи, да беше таа странска држава Русија, мислам дека Никола Груевски нема да имаше никаков проблем да именува таа држава. Неименувањето може само да индицира дека фактички се работи за нашиот империјален господар, тоест она што во наш политички дискурс се нарекува калето, а фактички е Соединетите Американски држави, тоест нивната власт. И сега, веројатно, после се испостави дека веројатно она што исто така беше во тој момент нелогично кај пропагандата на Никола Груевски, дека сето ова Заев го правел заради промена на името, а што Никола Груевски го кажуваше во пропагандата во изборната кампања 2016 и што многу луѓе мислеа дека не држи, одеднаш испадна дека држало. И можно е сето ова да има замешаност на американскиот империализам во насока. Да, кога виделе дека Никола Груевски не сака да игра според нивните правила, тоест да дозволи да нашата држава биде убутана во НАТО согласно целите на американскиот империализам, а што бара промена на името на државата со цел да се избегне вето од една земја членка, Грција, дека му дале доказен материјал на Зоран Заев, кој во меѓувреме прифатил дека за тој да дојде на власт, дека ќе ја одигра она улога која нив ги задоволува. И тука има, и ова само би го кажал дополнително, големиот
парадокс кај македонските националисти кои нормално се за старото име на државата, се против Заев, но исто така одбиваат да ја видат веројатната улога на Америка и нивната мотивација за сето ова да го направат. Така што и тие кажуваат, платени биле, цела шарена била платена, како се вика Зоран Заев бил исто така инструиран од странство, но одбиваат исто така да го именуваат оној што финансирал, можеби дел од шарената. Има индикации, ама пак ќе кажам, значи нема доказен материјал за тоа. Но и тие одбиваат да именуваат. Зошто одбиваат, тоа е многу интересно прашање. Здравко, ти благодарам за искреноста за овој одговор. Мислам дека многу луѓе ќе бидат заинтересирани да го слушнат баш во ваква синтетична форма во која што го кажат ти, затоа што нормално јас и ти не сме истражители и не можеме да дадеме материјални докази за ова што го збориме, но убаво е да се слушнат вака искрени зборови од некој кој што бил директен учесник во тоа. Ти си доктор по политички науки и сакам малце повеќе да го разработиме она што е твое познавање на идеологијата за која што зборувавме во првото прашање. Значи, според идеолошката матрица за која зборувавме во тоа прашање, кој модел на економски односи е најдобар според тебе овде, значи не генерално? Ова во светло на твојата критика кон капитализмот во текстот Капитализмус Махт Фрей, кој што ќе го ставиме во описот на ова видео и кој што го објавив јас на блогот Агора. Да, пак ќе те поправам за германскиот. Капитализмус Махт Фрей. Значи да, јас сум доктор на политички науки, но го имам забележано она што го имаат забележано и други антикапиталисти, вклучително ќе го посочам и примерот на Маркс, каде што занимавањето со друга општествена наука, настрана од економијата, ја те осакатува во сопствената анализа на процесите. Например, кај Маркс докторирал филозофија, но тој стана еден од најголемите економисти во историјата на економската мисла. Така што во последно време, мојот примарен интерес не се политичките науки, туку е економијата и климатската криза. Фактички, јас почнав да се занимавам повеќе со економија, бидејќи примарен фокус ми е застрашувачките ефекти од климатската криза. Тоа исто така например, ќе кажам зошто не е доволно политички науки, бидејќи занимавањето изолирано со политичките науки, например, како се вика околу владењето на правото и демократијата во Македонија. Значи, поради екстра политички причини ние не можеме да имаме владење на правото во ваков систем. Значи, ако имате концентрација на економската моќ во едно општество, кај мал број луѓе, тогаш тие луѓе кои ќе сторат некое прекршување на правото, тие можат да платат судија и да поминат со ништо. И сега во таков контекст, мислам либералите дури не знам колку дали самите си веруваат во својата пропаганда дека може да има владење на правото во еден систем кај што имате високи класни разлики. И сега имате тука, значи, наведов еден фактор кој е вон политички, економски. Значи, ако има висока класна расслоеност во општеството, автоматски не може да има владење на правото, па колку сакате вие мантрајте дека требало во Македонија или во било која земја да има владење на правото. Ако не решите вон политички и вон правен проблем околу нееднаква
тогаш вие немате стартна основа да можете да изградите владење на правото. И пак ќе кажам, можете да си мантрате колку сакате. Владење на правото, владење. Немало владење, немало. И мантрање. Така што, затоа, од пред 3 години, јас пред се, значи, почнам да се занимавам пред се со економски прашања. Одлично. Сега, во контекст на истиот текст, неминовно ми доаѓа прашањето за слободата, за кое што уште првиот пат кога се договаравме, ти спомна дека имаме различни ставови, со што апсолутно се согласувам. Јас сум убеден дека нема колективна слобода без индивидуална слобода и индивидуални права. Впрочем, колективитетот својот идентитет го базира на идентитетот на поединецот, не обратно. Така што одземањето на одредени права гарантирани со редица документи, пред се тука мислам на универзалната слобода за човекови слободи и права и аналогно на тоа пресликано во уставите на сите земји. Тоа го сметам за нацифашистички елемент, а јас ако некогаш не сум се декларирам за антифашист. И сега особено наметнувањето на принудни медицински третмани и пропусниците кои што произлегуваат од тоа. Сега на тебе слободата да ги изнесеш аргументите кои што го тврдиш спротивното, дека не значи едното, не го значи другото, како што изнесов јас. Да го правевме овој разговор пред неколку месеци, да, ќе сметав дека треба повеќе да се задржиме во на слободата во контекст на пандемијата. Но сега мислам, бидејќи излегуваме од пандемијата, не има поважни аспекти на слободата кои треба да ги допреме, но она што, например, значи перцепцијата на слободата е доста важна, бидејќи тоа е многу клучен концепт и во принцип никој не сака себе си да се именува како противник на слободата, иако фактички тој е голем нејзин кршител, да речеме. Но слободата има повеќе аспекти во себе и затоа можат некои да се повикуваат дека се заштитници на слободата, а фактички да се нејзини негатори. Перцепцијата на слободата која самата пандемија ја исфрли на површината е дека доста луѓе ја под слобода подразбираат да правам што сакам и никој да не може мене да ми се меша во било што. Оваа дефиниција на слободата е едноставно неодржлива. Ова е зошто е неодржлива. Бидејќи слободата во себе секогаш подразбира одговорност. Не може и тоа што значи одговорност. Например, најминималистичката дефиниција на слободата е слободата на едниот завршува каде што започнува слободата на другиот. Односно, јас можам да правам се што сакам, се додека не ја загрозувам слободата на другиот. Зошто е ова, како сека, граница и нужна нужна граница, бидејќи ако јас правам што сакам, тогаш јас со моите активности го загрозувам другиот да прави што сака. Значи, ја уживам мојата лична слобода на сметка на другиот. И сега, значи, ако мојата слобода завршува каде што започнува слободата на другиот, то значи дека слободата има одредени ограничувања. Прво, и второ, дека слободата подразбира и одговорност. И сега, јас со овие две работи кажав најосновни работи околу концептот на слободата, кои се веќе спротивни на перцепцијата на слободата што имаат многу луѓе. Но таа перцепција најголемите богаташи, само тие да прават што сакаат. Ниту па општество, каде што е, да речеме по предпоставка, применета слобода на секој да прави што сака,
Тоа е општество не на слободата, тоа е општество на хаосот, на безредието, каде што фактички доаѓа и на сила парадоксот на слободата. Баш бидејќи тоа го утврди еден либерален автор, не некој социјалист, Томас Хобс, дека правејќи сите во природната состојба, правејќи сите што сакаат, на крајот се намалува слободата, бидејќи одеднаш се плашиш дека може другиот да, уживајќи ја слободата, те убие. Не сваѓате? Бидејќи нема никакви морални ограничувања и тој може да прави што сака. А да прави што сака значи гледаш некого, те погледнува накриво на улица и земаш го претепуваш. И сега, какво е тоа општество? Тоа е некоја позитивна визија за општество. Но, ете, тоа е слабоста на нашата интелектуална дискусија, што цели и за медиумскиот мрак во кој живееме, за цела пандемија, 2 години, ние не одржавме не видов на, барем јас, ама тврдам дека немаше, на ниту еден медиум немаше дискусија околу слободата. А тоа беше во коренот на проблемот, бидејќи одредени луѓе својот став во однос на вакцинацијата го темелија баш врз концептот на слободата. И сега имате секакви епидемиолози, ваму-таму, но немате филозофска расправа што значи слободата и какво слободно општество ние сакаме да изградиме. Социолошка расправа може да додадеме на тоа. Како? Социолошка расправа. Да, социолошка расправа и филозофска, ама не филозофска во смисла зборуваме на јазик кој обичните луѓе не можат да го разберат. Туку филозофска расправа која на обични луѓе ќе им овозможат да го подобрат своето знаење за основните општествени феномени, како, што е слобода и како да ја унапредиме слободата. Така, бидејќи го спомна моментот хаос и своеволие, морам да допрецизирам во што мислев, затоа што кога го постави прашањето се повикав на меѓународни документи, се повикав на устави, што значи давам правна рамка и сега ќе дадам и пример. Сите ние за да живееме мораме да дишеме, мораме да пиеме вода, мораме да се храниме. Тоа се природни права. Еве да речеме правото за дишење. Моето дишење не го попречува твоето и обратно. Тоа е природно право. Правото да те убијам не е природно право, затоа што потоа ќе повлече последица твоите блиски да се повикаат на обичајното право, дека ако јас сум те лишил од живот, ти имаат право да ме лишат мене од живот, што значи едното доаѓа во конфликт со другото. Еден добар законодавец, за каков го сметам, например, законодавецот во Америка кога го напишал уставот или законодавецот во Италија, направиле устави каде што вградиле многу благородни норми внатре и сега вика правото на работа може да биде ограничено ако има, затоа што во друг член на уставот вели правото на заштита на здравјето на граѓаните. Ако законодавецот направил устав каде што едниот член на уставот го исклучува другиот, тогаш уставот е погрешен. Значи, затоа што ако имате членови на устав или на закон каде што едниот член го исклучува другиот член во одредени услови, тогаш имаме фабричка грешка, мора да се направи подобро. Значи во тој смисол, ако зборуваме за природни права, слободата на движење, јас ако имам слобода на движење не значи дека имам слобода да повредувам приватен имот и слични работи. Значи имам право да се движам на оно што значи воспоставени места на движење, значи улица, слободен простор и така натаму. Значи морав да допрецизирам како јас ја доживувам слободата, а не како право да се прави било што, затоа што тоа е своеволие, анархија во смисол хаос, не во идеолошка смисла. Да, гледај, јас пак ќе кажам, например, ќе да беше пред 6 месеци повеќе би обрнал внимание на ова тема околу пандемијата. Сега мислам дека поважно е да ги гледаме по генералните аспекти на слободата, кои фактички се многу важни.
Например, пратете еден важен аспект на она идеологија која вообичаено се перцепира како најголем приврзаник на слободата е либерализмот. Она слобода особено, од која либералите бегаат како ѓаволот од крстот, е зголемување на проширувањето на слободното време. И сега гледајте тука, слободно време. Самото именување на појавата ви индицира дека тоа е нешто во врска со слободата. А нема да најдете либерал кој се залага за проширување на слободното време. Бидејќи проширувањето на слободното време значи автоматско намалување на работното време. Ако се намали работното време и се прошири слободното време, меѓу другото, тоа имате ефект на дополнително ослободување на граѓаните како луѓе. Но овој аспект на слободата никогаш не се тематизира од либералите. Втор аспект кој е доста како ја стерилизираат либералите дискусијата за слободата е клучното прашање. Слобода за кого? Например, либералите многу милуваат да мантраат. Например, тие во принцип не се многу религиозни, ама многу сакаат да мантраат. Да мантраат за слободниот пазар. Значи, слобода на кого? На пазарот. Ма пазарот кој? Некој го видел пазарот? Значи, многу често слободата на пазарот оди на штета на слободата на луѓето. И сега зашто сме ние? За слободата на пазарот или слободата на луѓето? Или го ја спомнавте слободата на движењето. Некако така случајно, во наводници, од почетокот на 2000-тите, Европската Унија престана да зборува за слобода на движење на стоките, капиталот и работната сила, и одеднаш сето тоа почна да биде само слобода на движење на капитал и на стоки. Зашто тие се залагаат? Одеднаш слободното движење на работната сила, реално на луѓето, одеднаш испадна нешто што е вон досегот на она што се залагаат либералите. Значи, нормално слободата на движење, исто така спомнати, иако во различен контекст, е нешто што е важен аспект на човековата слобода. И одеднаш имаш време кога дополнително се зголемува слободата на движење на капиталот во услови кога се гради тврдина Европа, која спречува луѓе кои страдаат да побараат помош во земјите кои многу често сносат причина за нивните страдања во нивните матични земји. Така што, во секој случај, стремежот за повеќе слобода е клучен аспект на тоа да се биде левичар. И меѓу другото, Карл Маркс богатството на една нација го дефинира како богатство во што повеќе слободно време. Значи, не е богата онаа нација што капиталистички гледано, значи низ призмата на капитализмот, има начукано премногу монетарно богатство, бидејќи монетарното богатство не е единствено богатство, туку богата е онаа нација што може да си дозволи големо слободно време за нејзините граѓани, а слободата не се чувствува кога вие сте во периодот на наемно робство, значи на работното место во услови на капитализам, туку кога можете да си припаѓате самиот на себе, значи во слободното време, и затоа треба меѓу другото либералите како големи поборници на слободата да се докажат, залагајќи се за проширување на слободата
преку проширување на слободното време. Индивидуалната слобода, патем, не колективно. Така. Цело време додека разговараме се стекнува впечатокот дека сте антикапиталист. Онака како што се проектира еднината, сите би требало да живееме од универзален приход. Значи не онака како што ја проектираме јас и ти, туку како што ја проектира одреден естаблишмент. Средниот и малиот бизнис што се капиталисти пар екселанс исчезнуваат, изумираат, а со ресурсите располагаат исклучиво големите мултинационални компании. А ние да немаме ништо и да бидеме среќни. Тоа е новиот комунизам? Основниот приход, прво малку поопшто прашање. Значи, обично кај нас луѓето, за жал, не се свесни дека ова е 2022 година и мислат дека 1990. Не зборувам во чисто временски аспект, нормално им е јасно дека 2022 година, но во политички аспект мисля дека ова е 1990 година и кога се зборува на тема капитализам, социализам, буквално како да е 90 година, ете, ќе кажуваме колку не чинел бившиот социализам, и капитализмот ќе го гледаме како 30 години да не се покажал како фе. И сега кога тоа може во 1990 година. Ама во 2022 година ние гледаме 30 години искуство имаме со капитализмот. Исто така како што за 45 години социализам можеме да кажуваме социализмот тој бил таков или ваков, исто така можеме да кажуваме дека капитализмот овој е ваков и таков врз основа на 30 години искуство. Капитализмот денес, настрана од нашата провинција, значи капитализмот е оној што е на обвинителната клупа, а не социализмот. Зошто е на обвинителната клупа? Бидејќи е обвинет за најстрашниот што е можно да се замисли криминал. Или ја има најстрашната што е можно да се замисли карактеристика. Не бил доволно демократски, не овозможувал доволно социјална еднаквост. Значи, или бил тоталитарен. Ете, социализмот бившиот не чинел бидејќи бил тоталитарен и таа е најтешкото обвинување што може да му се упати на бившиот социализам кој во голема мера држи. Но, обвинувањето денес на капитализмот е дека тој ја уништува иднината на човештвото и на останатите живи битија на планетата. Дали е возможно некој да помисли дури потешко обвинување за еден општествено-економски систем? Не постои потешко обвинување. А тоа обвинување го има капитализмот. Обвинувањето е дека со самото свое функционирање капитализмот создава климатска криза во која не може тој да ја реши, бидејќи стремежот за профит создава пореметување на климата од кои ефекти ќе имаат и човештвото на база на големо осиромашување и изумирање на видови друг жив свет. Што ме праша, извини, поконкретно? Ќе те поправам тука, значи, овде апсолутно се согласуваме со тоа што јас како капитализам го гледам оно средниот и мал бизнис, додека ова за кое што зборуваме сега, можеби терминолошки треба да го наречеме корпоратизам, каде што буквално имаме големи мултинационални компании кои што имаат поголем финансиски мускул од повеќето држави во светот, можеби со исклучок на Кина, Русија, Америка, и тие веќе не се класични капиталисти во кои што имате фирма од 20 вработени. Значи, ова е веројатно капитализам 2.0 кој што е, не знам, корпоратизам кој што не можеме дури да го наречеме капитализам, а за кој што држат сите аргументи кои што ги спомна ти, дека прават амбиентален пустош, уништуваат се.
Да, она што ти го нарекуваш корпоративизам е фактички напредна фаза на капитализмот. Так. Бидејќи тоа уште во 19-тиот век Прудон многу добро го дефинира као конкуренцијата ја јаде конкуренцијата. Значи, самото функционирање на конкуренцијата создава монополи, создава крупни капиталистички предпријатија кои ги јадат и ги уништуваат ситните сопственици. Така што завршната фаза на еден капитализам е секогаш корпоративност, корпорации, големите корпорации, например, штетата која нанесува едно мало дуќанче во Кочани или во Битола или во Скопје е минорна во споредба со штетата што ја создава една мултинационална компанија, дали била таа Chevron Oil, дали била Coca-Cola и слично. Так. Но тоа не значи дека треба обвинувањето да биде насочено на тие корпорации, туку на самиот систем, бидејќи самиот систем го овозможува сето тоа. Околу основниот приход Так, и нормално тие функционираат по капиталистичките правила. Нема функционирање по корпоративни правила. Не постојат тие корпоративни правила. Постои само корпорации кои се однесуваат на капиталистички начин во рамките на системот, тоа се стремат, главниот стремеш на сите во капитализмот е создавање поголем профит. Тоа вие и во 19 век кај ситни предпријатија и денес кај ситните предпријатија, која е нивната цел? Да остварат профит. Која е целта на корпорациите? Да остварат профит, без разлика на цената. Значи, профитот е врвниот двигател на секој економски субјект. Основниот приход. Кога денес зборуваме за социјализмот, не зборуваме за ист социјализам као што постоеше до 90-та година, па дури што сега се уште во неколку земји постои. Значи, она што, например, не само што капитализмот не е решение на климатската криза, не е решение на климатската криза ниту стариот социјализам. Значи, не е доволно само да се национализира економијата, дури ниту не е доволно да се даде економската моќ на обичните луѓе, значи самоуправување во сите сфери на општественото живење, туку мора тој систем да биде и еколошки одржлив. Значи имаме една димензија која стариот социјализам ја немаше. Сега, кога зборуваме за новиот социјализам, тука зборуваме за надминување на проблемите на сегашниот капитализам во насока кој е крајно расипничка економија, значи крајно расипничка економија, фрла ресурси на велико, значи создава стоки кои се замислени да застарат и да станат да се расипуваат, да се расипуваат за краток период, за да може да се купуваат нови производи, а со цел остварување на профит. При тоа се трошат драгоцени ресурси и се создава непотребно преголем отпад. Значи, еден субјект кој вака се однесува се нарекува расипнички, а системот се нарекува расипнички систем. Значи, тоа треба да социјализмот подразбира надминување на расипничката природа на капитализмот. Расипничката природа на капитализмот се огледа и во аспектот на расипнички однос во однос на човековиот труд. Значи, не само што природните ресурси се расфрлаат, туку се троши непотребен труд. Значи, луѓе рмбаат на работа по 8 сати за работа која е тотално безвредна од гледна точка на општеството. Најдобар пример ви е маркетингот, воената индустрија и слично. Значи, таму се убиваат луѓе од работа и која е целта? Кај воената индустрија особено видливо,
вие создавате нешто што не само што не му треба на општеството, туку му е штетно на општеството. Овој вишок на труд на ниво на општество треба да може слободно да се скрати и останатата работа, значи да се надмине овој вишок на труд што се расфрла капитализмот, и тоа значи дека на ниво на општество нема потреба денес да се работи по 40 и 50 часови работно време луѓето. Тоа значи дека можеме без да ја нарушиме нашата благосостојба да работиме многу подобро, но да се однесува и да уживаме и да се чувствуваме ослободени во поголемото слободно време, но да живееме поинаку. Не полошо, туку напротив, баш подобро. И на тој начин, тука, ете, морав за жал сето ова да го кажам, за да стигнам до основниот приход. Значи, до толку се богати современите општества, што можеме, дури и Македонија, а камоли западниот свет, може да дозволи веќе сега да имаме основен приход, но не како начин на дополнителна контрола на системот врз нас, туку како средство за наше ослободување. Значи, секој човек да добие одредена сума на пари, за да може да води пристоен живот. Ако сака дополнително да има повисока благосостојба, може да работи, но не мора. Значи, работата престанува да биде екзистенцијална нужност и станува човеково право. Така што јас разбирам зошто капиталистите дури размислуваат да воведат основен приход во ситуација кога основниот приход има доста јасна социјалистичка иднина, да речеме. Но тоа ви кажува во колку длабока криза е капитализмот, кој не може да екзистира без да поттикнува се поголема потрошувачка. И сега, значи, за да трошат луѓето повеќе пари, ајде ќе им дадеме, ќе испечатиме пари за тие да можат дополнително да купуваат работи. Ама гледајте, ова може би од гледна точка на капитализмот може да му купи одредено време, ако ги заглават луѓето на дополнителен конзумеризам, но ова дополнително ја влошува климатската криза. Значи, едноставно не може да најде капитализмот решение не само на климатската криза, туку и на собствената економска криза во која дополнително се завладува. Здравко, во најголем дел од ова што го кажа последното се согласуваме, така што немам што да додадам, да ги завршиме уште последните две прашања на кратко. Твое мислење за руско-украинската војна? Да, тоа е нешто што е навистина многу жалосно, што им се случува таму. Целосна осуда на руската агресија, но она што сметам дека е многу важно е да не се заврши само на осуда на руската агресија и да се игнорира улогата на американскиот империализам во сето ова, а исто така и фактот дека Украина по 2014 година стана доста националистичка земја. Фактички во Украина после 2014 година дојде до институционализација на национализмот на начин кој за европски стандарди е незамислив. Например, она што тие таму го направија по 2014, као во Македонија, да преку ноќ го укинете статусот на албанскиот јазик во земјата и она. Демек, не ги обесправуваме албанците. Така што во таа војна виновни се рускиот империализам, американскиот империализам и украинскиот национализам. Многу е посложена работата, отколку само ќе обвиниме една страна.
некои милува да обвинат само едната страна, некои само другата страна. Проблемот е далеку посложен и секоја од завојуваните страни, Русија, Украина и Америка, мора да попушти подитно од максималистичките позиции, бидејќи поинаку не може да дојде до мир, а мирот е исклучително важен, бидејќи доаѓа до нарушување на меѓународната економија, од кој меѓу другото, значи настрана исклучително важен и од човечки аспект, што гинат луѓе секој ден со не запирање на војната дополнително, ќе имаме економски последици од оваа војна сите ние и во завојуваните страни и во земјите кои не се воопшто вклучени во војната. Па така, со оглед на тоа дека Украина е една од најголемите житници во светот генерално, нормално дека ќе има, ако не друго, ќе има импликација на доставувањето на основен прехранбен производ како што е житото. Настрана енергенците и се друго. Сега, последното провокативно прашање, ќе ми извиниш ако е претерано провокативно, Левица. Ти си основач на Левица, своевремено кога Левица се појави во македонската политичка сцена, беше еден од символите на таа партија. Сега, Апасиев е во парламент, а ти си се уште на обвинителна клупа. Дали се чувствуваш како поразен човек? Не, поразен човек е оној што кога ќе падне не успева да стане. Така што далеку од тоа, ќе те поправам во стартот на реченицата, значи јас не сум основач на Левица, јас сум еден од основачите на Левица. Кога ние основавме Левица, тоа беше многу поинаква партија од овој Франкенштајн партија што постои сега и што за жал го злоупотребува и валка името Левица, бидејќи тоа е партија на десен радикализам, значи кој има многу малку врска со било што левичарско. Точно имаат одредена социјална димензија која е на 4-то или 5-то место во рангирањето на фактичките вредности на таа партија, но као што кажав на почетокот, главно е она што е многу важен за одредување на ориентацијата на една партија е нејзиниот примарен фокус, а примарниот фокус на таа партија, сите знаат, се националните прашања и фактички, значи, и нивното членство фактички е од радикалните националистички кругови, на кои ВМРО-ДПМН им е недоволно националистичка партија. Поразително беше да се види со своји очи како можат предсудовите да поминуваат многу лесно криминални акти, мислам кривични дела направени од Апасиев, но меѓу другото нас тоа ни овозможи да видиме со своји очи, значи колку политиката фактички се меша во правото и дека фактички ние не можеме да се потпреме на таа либерална мантра за владењето на правото во една ваква земја како Македонија. Така што, зашо јас решив да се повлечам од политиката на одредено време е тоа што испадна дека фактички на луѓето не ги интересира ниту за што си се борел и колку си се борел во нивна корист, не ги интересира ниту вистината, туку повеќе ги интересира да слушнат сладки лаги. Например, Апасиев ќе го врател името, а Здравко ќе се борел за социјални прашања. Сега, бидејќи дојде до едно подобрување на животниот стандард во периодот од 2015 до 2020, кој заврши патем, но тогаш постоеше, социјалните прашања на луѓето не им беа толку важни, а поради она што го направи
поради она што го направи СДСМ околу името, одеднаш беа важни тие илузии што Апасиев ги ширеше дека ќе го врател името и не знам што. Но да речеме тоа беше многу. Тоа е она што во Македонија јас го нарекувам, значи стара политика и стари политичари. Луѓето се уште ја сваќаат политиката трансакцијски. Од типот на нас не интересира ниту вистина, ниту правда, не интересира да извлечиме лична корист од доаѓањето на власт на едните или другите, и затоа фактички сме за едната или другата или третата партија, личната корист, трансакцијски гледано. Значи, и втората димензија, или барем да дојди на власт оној што најубаво може да не излажи, да ни продаде убава илузија. За него сме. Без разлика дали тој крадел порано, дали моментално личи на криминалец или не. Ме сваќате? Оваа трансакцијско сваќање на политиката е меѓу другото резултат на ширењето на капиталистичките вредности во нашето општество, но и нема врска со демократското, граѓанското, социјалистичкото сваќање на како функционира демократијата. На трансакцијски начин вие може да извлечите лична корист за себе по клиентелистичка линија, но не можете да го промените општеството на подобро. И се додека во Македонија нема критична маса на луѓе кои се стремат да го промениме општеството на подобро, да живееме подобро и поинаку. Учеството во политичката сцена значи само или ќе ги прифатиш правилата на игра и ќе се однесуваш како другите, тоест ќе гледаш да извлечеш лична корист и да ги лажеш луѓето за да извлечеш ти лична корист, продавајќи магла, тоест илузии, и само така ќе успеш. А ако си честен и сакаш нешто да промениш, тогаш те чувствуваат како страно тело и да си невин, ќе ти изнајдат нешто за да платиш и да ти дојде умот. И тука во тој контекст, као сека, бидејќи јас не сакам да извлечам лична корист од политиката, а знам како таа функционира, едноставно во овој момент и од тој момент решив да не бидам политички активен онака како што луѓето го сваќаат, туку да работам на промена на перцепцијата кај луѓето со цел создавање на таа критичка маса која ќе направи од нашата држава и земја далеку по добро место за живење, кај што ќе има поголема не само социјална правда и демократија, туку кај што радикално подобро ќе живееме. За ово последното, Здравко, ја имаш сите моја поддршка и затоа што е реткост да се види некој кој што принципиелно отстапува од простор во кој што буквално има и тоа како можности за лукративно унапредување на сопствената, да речеме, материјална состојба за идеали кои што се малце повисоки. За на крај, бидејќи си надвор од политиката, на што си концентриран сега, кои се твоите професионални преокупации моментално? Ја спомна, нели, занимавањето со амбиенталната криза. Што правиш моментално и кои се твоите планови за иднина? За крај. Да, значи јас не престанав да бидам политички активен, јас само кажав дека не сум политички активен онака како што доминантно луѓето во Македонија сваќаат политиката, а то значи партиското делување. Значи политиката сепак е поширока отколку партиското делување. Значи самото антикапиталистичко делување е политичко делување
Значи работата на создавањето на таа критичка маса која ќе биде антикапиталистичка е веќе политичко делување. Она што во овој период го правам е меѓу другото го анализирам капитализмот и ги анализирам начините на антикапиталистичко живење. Односно, начините како практично ние можеме да отидеме потаму од капитализмот, а да живееме подобро и поеколошки. Значи, ќе завршам со една мисла на Маркс, дека идеите се мокни само кога ќе ги опфатат масите. Но, за да имате идеи кои ќе ги опфатат масите и што ќе создадат критичка маса која ќе преовладее, треба тие идеи да се исковаат и да бидат идеи кои ќе вредат. Значи, некако шарената што ќе на сегашната лоша состојба ќе понудува утописки концепти на невозможна работа да направите некорумпиран систем кој во систем кој суштински се темели на корупција, туку систем кој ќе биде изводлив и ќе биде вреден за борба. Денес, патем, и со ова ќе завршам, денес има една илузија на утопијата. Денес утопија не е да замислувате општество поразлично од денешниот капитализам, туку денес најголемата можна утопија е да мислите дека работите ќе си продолжат во следните 50 години да бидат исти како што се денес. Иднината може да биде многу полоша или многу подобра, но не може да биде иста како денешната, и тоа е најтешката утопија, без разлика на бројот на луѓе во Македонија што така баш размислуваат. Здравко, ти благодарам за одвоеното време. Успеавме воедно да го склопиме интервјуто. Ти посакувам се најдобро со се она што го правиш. Ја имаш мојата поддршка за сите твои правни битки и се надевам дека наредното интервју ќе го направиме за малку по-оптимистични и за малце по-ветувачки теми од овие што ги обработивме денеска. Ти благодарам. Да, и благодарности до тебе за одвоеното време и простор на твојот канал. Секој добро.